Конкретно кога зборуваме за кабинетот по ловство во земјоделскиот шумарски училишен центар Ѓорче Петров од Кавадарци, ред е да позборуваме со одговорниот професор по овој предмет, господинот Киро Спиров. Па господине Спиров, ве молам запознајте ги гледачите на Ловечко око со содржините што ги изучува овој предмет. Драго ќе ми биде на Ловечко око да му дадам едно објаснување што се изучува во овој центар од предметот ловство. Па ве молам почнете буквално од почеток. Од почеток, еве ќе кажам, во нашиот центар ловството е застапен во шумарската струка. И тоа изучуваме конкретно само за дивечот и е поделен во две групи. Во првата група се изучува до 3 години, или тука се ловочуварите. Потоа имаме за 4ти степен овие шумарските техничари како предмет ловство и за 5ти степен, односно специјалисти за ловство. Тоа е после доградување на знањето од 4ти степен. Самиот предмет ловство. Што содржи предметот ловство? Самата едукација на учениците е по еден редослед и тоа. Како прво, првите тие што се едукативни наставни часови ги одржуваме за законот за ловство. Бидејќи тоа е една основа за изучување, проучување, одгледување, чување на дивечот. Кога сме веќе кај законот за ловство, мора да спомнеме дека вие сте единственото средно училиште, односно училишен центар, кое што произведува идни кадри за ловството. Да, ние сме единствените и со новиот закон за ловство што излезе сега, не сега, пред некоја година, најновиот закон за ловство, тој и децидно таму кажува за во ловството. Сега и со новите концесии на ловството, за да работи ловочувар, мора да има овдека 3 години завршено, или да биде шумарски техничар со ловство, или специјалист по ловство. Тоа законот децидно го кажува и ние мислиме дека тука е еден добар напредок за ловството, самото ловство во државата за одгледување и заштита на дивечот. Конкретно да проговориме понатаму за темите кои што ги обработува предметот. Потоа по-конкретно да преговориме, учениците во другиот дел веќе кога ќе го изучат законот за ловство, основната екологија на дивечот и викаме треба да одиме за запознавање на самиот дивеч. Кој дивеч е застапен кај нас, конкретно во Република Македонија, дивеч кој минува низ Македонија и дивеч кој само е на сезонско останување во Република Македонија или како ние едукативно го викаме систематика на дивечот, распознавање на дивечот во Република Македонија. Конкретно каква е поврзаноста со практиката? Гледам во вашиот кабинет имате голем број на експонати, препарирани животни, трофеи и слично. Со практиката е поврзано на неколку начини. Ние практично правиме кога ќе совладаме теоретската основната дејност на предметот, овдека во овој кабинет кој се уште не е довршен како што треба да биде, ова се доградува и ќе се доградува натаму. Чина ми вака е добар. Добар е, но може многу подобар да биде. Значи имате интенција на прогресија. Имаме интенции да биде тоа многу подобро отколку што е сега. И овдека учениците, гледате вие, немат надписи, овие што се трофеите од дивите животни, тука учениците идат, ги разпознаваме, ги учиме како да се разпознаат во природа. Без да ги имаме тие да се знаат, нели, однапред кои се и што се. Тоа е целта овдека што гледате дека ниеден од овие трофеи нема надпис. А дали одите во ловишта? Па вака, ние доста соработуваме со јавно предпријатие Македонски шуми, кои до сега и мислам и од сега ќе бидат едни од главните концесори на овие ловните концесионери на ловните површини. Ловните површини практично се во нивна, нели, надлежност се. Ние со сите поддружници на јавното предпријатие соработуваме, а посебно сакам да истакнам со оние поддружници кои имаат заградени ловишта или оградени, како ги викаме, ние сме редовни посетители на тие ловиште, како што е ловишто во Кочани, во Гевгелија, пак Национален парк Маврово, Национален парк Пелистер и Галичица.
таму практично веќе учениците можат да видат како се одгледува дивечот, како се уредува едно помало површина за ловиште, како се исхранува дивечот, како се заштитува и она што е најмногу важно, можеби за мене и за нив, можат да видат во една природа како изгледа овој дивеч. Значи во една соработка со општествените структури и сите оние ресурси што ги нуди во практиката нашето општество, вашиот училишен центар преку предметот ловство се обидува да всади знаења со кои што во иднина се надеваме, нели, дека ќе се унапреди ловството во Република Македонија. Секако, ние тука како едукативни наставни планови имаме и тие планови кај нас ловството е едно како спортска гранка, потоа идеме како стопанска гранка, а најмалку е она ловење на дивечот. Најповеќе е застапено и така го гледаме да биде тоа одгледувањето, чувањето и заштита на дивечот. Првенствено тоа го имаме во планот, а ловот ќе биде како спорт додатно, пропратно да биде и ловењето на дивеч. Благодарам за разговорот и до гледање до некоја наредна прилика. Се надевам јас дека тоа ќе биде побрзо, дека ќе снимиме некоја емисија, јас не кажав уште малку. Наши плани имаме тука сега самото школо, имаме поднесено барање да се додели наставно-научна шума од едно 350 хектари во Кожув, местост на Михајлово. Јас се надевам дека тоа ќе биде се побрзо и во таа наставно-научна шума во план ни еден репроцентар да изградиме за висока дивеч и тоа конкретно за срната и еленот, така да од тој центар заедничко да произведуваме, односно да одгледуваме висока дивеч која потоа ќе се шири низ Република Македонија. Па, како што гледам, одите по нагорна линија, така и продолжете, ви посакувам се најдобро. Благодарам и на вас, се гледаме. Довидување.